Позитивни очекувања за поевтинување на горивата од понеделник. Премиерот Мицкоски е оптимист дека од следниот вторник цените на нафтените деривати ќе одат надолу. Тоа го покажувале промените на цената на нафтата на светските берзи во последната недела. Тој вели дека повеќе информации ќе има по завршувањето на тргувањето оваа недела. Ако во понеделникот цената на нафтата од типот Брент се продаваше за $108 за барел, во моментов таа се продава за нешто над $100 по барел. Денеска на крај на ден ќе имаме повеќе информации. Јас очекувам според ова што гледам последниот 2-3 дена во понеделник да имаме поевтинување. Министерката за енергетика Сања Божиновска вели дека ќе се преговара со снабдувачот ОКТА за продолжување на попустот ако за тоа има потреба. Сегашниот договор предвидува попуст од $2 за бензините, односно $3 за дизелот, заклучно со 18 мај. Во врска со информациите за реекспорт на нафтени деривати надвор од Македонија по ниски цени поради мерките и попустот на ОКТА, надлежните се уште вршат проверки. Ние, како што знаете, сме трети според мерките. Нашите мерки моментално се до 18 мај, што значи дека следната недела ќе видиме што ќе се случува со цените, со берзата, со војната и неколку дена пред истекот на овој рок ќе видиме до каде сме со цените и секако дека ако е потребно ние ќе преговараме и правиме се за интерес на нашите граѓани. Кај нас нема никој обратено, меѓутоа мислам дека од пазарен инспекторат веќе проверуваат со царина. Македонија се најде на третото место според Меѓународниот монетарен фонд според обемот на превземените мерки за помош на граѓаните и стопанството. Тие придонесоа и 2,5 месеци по стартот на кризата на Блискиот Исток Македонија да има најевтини горива во регионот. Во Македонија бензините се продаваат за €1,37 по литар, а дизелот за €1,5 за литар. Бензините во Босна и Херцеговина се нешто поскапи од нашите, додека дизелот се продава за €0,3 поскапо. Убедливо најскапи нафтени деривати имаат Албанија и Грција, каде што цените на горивата надминуваат €2 по литар.